Концептот едно општество го градевме заедно со вас. Вие сте пример на мултиетничност и сигурен сум дека ќе гласате за нашата мултиетничка коалиција, која во 6-та изборна единица ќе го победи ДУИ ВМРО ДПМН. Истакна Зоран Заев на трибина која коалицијата Можеме ја одржа во Тетово. Тој рече дека ДУИ конечно треба да замине во опозиција, затоа што национализмот и квазипатриотизмот кај граѓаните повеќе не поминува. Само на демократски начин се одлучува кој ќе биде премиер, а тука последниот збор го имаат граѓаните. Во недостиг на понуда за иднина, опа, и ДУИ се враќа на национализма. Па ја понижуваат интелигенцијата и на албанецот, и на македонецот, и на турчинот, и на сите. Зарем не знаат дека се прочитани? Па губат и тие од ваквите уценувачки политики. Граѓаните кажуваат кој ќе биде пратеник, кој ќе биде министар, кој ќе биде премиер, кој ќе биде председател или било кој носител на функциите. Ние од СДСМ имаме директори, имаме министри албанци, имаме членови на парламентот албанци, имаме градоначалници албанци. Немаме проблем ни за премиер, ни за председател. Само да има добри кадарни луѓе. Тоа е нашата Македонија. Лидерот на БЕСА Билјалка Сами, кој е носител на листата во 6-та изборна единица од коалицијата Можеме, истакна дека тие како партија се бореле да падне режимот, но дел од истиот, односно ДУИ кој се уште е тука, заедно со СДСМ ќе го поразиме, посочи Сами. Тој пред тетовци ветира мномерен регионален развој, инвестиции во инфраструктурата и чиста животна средина. Ви гарантираме инвестиции во инфраструктура во сите делови на Полошкиот регион од Јажинце до Маврово. Ви гарантираме дека конечно ќе се реши проблемот со регионалната депонија. Ви гарантираме дека конечно ќе има инвестиции во водоводот во Тетово, во Гостивар и во сите рурални општини. Шара ќе биде и национален парк, но исто така и многу развиена туристичка зона. Фаница Николовска, кандидат за пратеник од 6-та изборна единица, истакна дека како коалиција ќе работат на што поскоро прогласување на шара за национален парк, изградба на безбедна држава и стабилна економија, каде младите ќе имаат иднина.